Високите температури ги донесува и првите проблеми за оваа година за прилепчани околу водоснабдувањето. На Прилеп потребни му се во просек 260 литри вода во секунда за нормално функционирање. Но деновиве во поплодневните часови, граѓаните енормно трошеле вода која што стигнува и до 420 литри. Од водовод упатуваат апел водата максимално да се штеди. А настанатиот проблем со немањето на вода во високите зони го решиле со пренасочување на дел од водата од пониските делови. Ние пред неколку дена работевме на тој случај заедно со екипата во јавното комунално претпријатие и тој проблем еве веќе 4 дена го немаме, но пренасочивме дел на водата од висока спрема ниска или обратно, но тоа не е практика и не е добро. Но забележавме дека апелот што беше од пред 10 дена не го користеа граѓаните и моравме ние да превземеме такви активности кои што при нормализирање на потрошувачката на вода ние мораме нормално пак да ја вратиме системот на проведување на водата како што се движи во градов во самиот град. За проблемот со водоснабдувањето покрај големата потрошувачка придонесуваат и загубите во системот кои што во моментов изнесуваат високи 56%. Затоа секако виновна е старата мрежа, како и крадењето на вода. Тие се од диви приклучоци, нормално при отклонување на дефеци, вода која што се губи подземно, која што никогаш не можеме ни ние да ја забележиме и тековно се бориме. И затоа ги имаме овие проекти за реконструкција на улици, диви приклучоци, кои што, за жал, ги има и се уште ги има во овој град. Значи, граѓаните се несовесни, го прават тоа се до моментот кога ќе се открија. На многу места имаме откриено и таа бројка е доста голема во овој период. Од Прилепски водовод велат дека од Студенчица во моментов доаѓаат 290 литри вода во секунда и 20 литри вода во секунда од самостојни извори, што било доволно за Прилеп и дека во моментов бунарскиот систем нема потреба да биде ставен во функција. Но без штедење на водата, проблемите ќе може да се повторат во секој момент.